Книгата Рут, една и единствена, не, две се во Стариот Завет, книги кои носат наслов на имена жена. Меѓутоа, кога ја отпочнавме книгата да ја разгледуваме, кажав дека таа љубовна сторија и во таа прва глава од толку најавувана, преубава љубовна сторија, ништо не можевме да видиме. Видовме дека првата глава говорев за едно семејство, 4-члено семејство, кое од градот Витлеем, или во превод од куќата на левот, поради суша, побара подобро утрај, побара печалба, побара, би рекол, главата на семејството, Елимелех, да замине со својата сопруга и нивните двајца синови на 70 на километри само во Моавските полиња, да замине, како што го нарекуваат, тенџерето за миење на нозе, да заминеш од куќата на левот на место, каде што не само го нарекуваат тенџерето за миење на нозе, меѓутоа да заминеш во земја каде што не е Јахве Бог на тој народ, не е Јахве Богот на таа земја. Меѓутоа, секој народ, или би рекол, секоја куќа си има не еден, по неколку богови. И тоа не траеше сосема кратко, сосема кусо, тоа потраа 10 добри 10 години, каде неговите двајца синови си земаа жени Моавки, неверни жени, се оженива и кажав дека печалбата од тоа заминување во печалба за подобро утре беа 3 надгробни споменика. Елимелех почина и неговите двајца синови, остана Ноемин, сопругата на Елимелех, со нејзините 2 снаи. Интересното во таа прва глава, ако во една реченица вечерова би ве подсетил, говорев дека може би за мене највпечатливото, што нема ништо од таа љубовна сторија, него почнав со тие избори кои што неминовно треба да ги правиме секојдневно и да донесуваме некакви избори. И јас кажав дека лошите избори секој пат водат до многу лоши последици. И тоа е исто така неминовно. Замолив да запомните 3 нешта, ако ништо друго од таа прва глава, дека секој пат во нашите планови, секој пат кога ќе влеземе во ризик, би рекол под чадорот на гревот, секој пат остануваме многу подолго од тоа што се планирале, чекориме во гревот многу подолго од тоа што исто така сме го планирале, и секој пат треба да знаете дека цената што ќе се плати на крајот е многу висока цена. Не може да поминеме без плаќање на многу висока цена. Втората глава, исто така кога во една реченица би кажал, веќе се врати Ноемин во своето родно место, ги ослободи двете нејзини снаи, меѓутоа едната остана во Моавските полиња, Офра, а Рут се врати со својата свекрва во Витлеем, се врати во Јудеја, се врати во едно непознато патување. Тргна во едно непознато патување. Интересното беше од таа втора глава што Ноемин апсолутно ништо не и вети. Не и вети ниту дека ќе имаат некаков дом, не и вети дека ќе имаат било какви средства, апсолутно не и вети ништо. И ако остана нешто како карактеристика или впечаток за мене од таа втора глава, говорев дека Рут толку со голема сигурност и даде ветување на Ноемин, дека без разлика што ќе се случува, таа нема никој пат да ја остави. На сцената минатиот пат се појави воз
Исто така во многу куси црти кажав дека до крајот на книгата Рут, до 4-та глава, на сцената ќе останат овие три лика. Свекрвата Ноемин, со снаата Рут и, овој би рекол, човек кој го запознавме сосема накусо дека е многу богат, располага со многу ниви, човек кој што текстот ни покажа и ја го потенцирав дека е Божи човек, кој што верува во Јахве, дека од толку многу вработени, од толку многу ниви, од толку многу наемници, си ги познава своите, ја позна веднаш како нова вработена, како нова жетварка. Рут говореше со своите предпоставени и се виде таа негова верност на дело. Од кога ја завршив таа последна проповед, како секој пат, пасторот во еден момент кажа дека воз е образ на Христос. Јас го чував тоа во тајност до се до оваа последна вечерашна 2 глава, за да откријам што представува воз, чив образ е и што представува Рут, така да пак ја го оставам за на крај, како да не сте слушнали што кажал пастор. Интересното е, како што прочита Боријан, 17-та глава вели дека Рут напорно работеше. И ние минатиот пат видовме дека текстот ни говори дека работела од изгреј сонце, па се до зајди сонце. Не е лесна работа да работите по 10 до 12 часа. Видовме исто така дека Рут е многу понизна жена. Видовме исто така дека Рут е многу грижлива жена, бидејќи, иако во денешен контекст, да земеме една паралела да направиме, да имате една вдовица и таа згора на тоа да биде нечија свекрва и да остане снаата да се грижи за својата свекрва. Многу тешко, многу шпекулативно би рекол прашање. Меѓутоа овдека може да видиме дека со многу голема сериозност, со многу голема посветеност, Рут замина и тогаш реков, многу е тешко да заминете, да одите на работа каде што треба да бидете аргат, на работа каде што треба да бидете надничар, на работа, не работа за плата. Меѓутоа, ние видовме дека во еврејскиот закон, во еврејската традиција, луѓето кои што поседуваат земја, оставаат меѓу нивите пшеница, оставаат меѓу нивите јачмен. За кого? За вдовиците, за сиромасите, и третата категорија беше за оние кои што се туѓинци во Јудеја. Не многу, би рекол, добра позиција во било која од овие три категории, ако се најдете. Рут беше во една таква состојба. Рут беше не само гостинка, меѓутоа Рут не познаваше апсолутно никој. И рече на својата свекрва да не се грижи, да седи дома, дека таа ќе го обезбеди јадењето. И во овој 17 стих на крајот гледаме дека после тешката, би рекол, напорна работа под јудејското сонце, собрала една ефа јачмен. Од кога завршила со целата работа, ја исчукала и како чист плод ја однела дома кај својата свекрва. И минатиот пат кажав дека тоа е некаде, ја што најдов за една ефа, најдов 18 литри ми дава јачмен. Меѓутоа, многу поважно е дека оваа храна за двајца возрастни луѓе е доволно за една седмица да јадат секој ден. Доваѓањето нејзино дома, во 19 стих, Ноемин
само прашува каде денеска работеше. Него ни дочекува одговорот од Рут, него продолжува и текстот вели да биде благословен оној кој што ти дозволи, оној кој што ти дал да работиш. Овие 7 стиха се многу интересни, бидејќи овие два, ако ни даваат некаква представа што се случува по враќањето од жетвата со Рут, наредните 4 стиха е еден диалог помеѓу Рут и помеѓу Ноемин. Нешто прашува Рут, нешто одговара Ноемин и ќе ги видиме овие стихови. Што е интересното во сето ова? Прво е многу важно што Рут, како што реков, нема апсолутно никаква горделивост во Рут. Ние го видовме во првата глава, на крајот во првата глава. Што е тоа што се прекрши? Што е тоа што се смени да Ноемин се врати повторно назад? И рековме дека враќањето на Ноемин не е едноставна работа, да се вратите без маж, да се вратите без своите деца, изгоре на тоа да немате успеано во тоа во кое што сте заминале. Од друга страна, рековме дека и Елимелех, незиниот маж, и они како семејство не се непознати, не се било кој во местото каде што живеат. Тешко и срамно е малку враќањето во една таква позиција. Меѓутоа, гледаме дека има голема промена кај Ноемин. Ако Ноемин беше таја која што говореше дека раката Господова ја поразила, ако видовме дека Ноемин говореше и велеше немој да ме викате Ноемин, викајте ме Мара или огорчена, можеме да ја видиме она што го говорев како наслов Божјата промисла. Полека Ноемин, како дете Божјо, се враќа повторно, би рекол, во подкрилјата на Бог. И полека почнува да омекнува нејзиното срце. Многу е интересно и се запрашував додека ја подготвував оваа проповед. Секој од нас кога ќе ве видам и си размислував кои сме во црквата, повеќето одат на работа. Работа како работа, сите сме соочени со најразлични проблеми. Другите може би не одат на класична работа, меѓутоа имаме некакви обврски дома кои што треба да бидат во некоја рамка кои што треба да се извршуваат. Имаме многу студенти. Овдека можеме да видиме дека не само што Рут кај воз најде, би рекол, засолниште. Не само што најде сигурност во однос на да донесе храна. Меѓутоа ќе видиме во овие, како што реков, 4 стиха каде што има разговор помеѓу Рут и Ноемин. Има радост. Полна е со добри вести. Има што да каже, има со што да се пофали. Имате ли, се прашувам, добри вести? Доваѓате ли со добри вести кога се враќате од работа? Јас познавам, би рекол, многу луѓе кои што не го познаваат Христос. Не доваѓаат од работа со добри вести. Не доваѓаат од работа како што доваѓа Рут исполнета. Не, повеќето мрмкаат, повеќето се нервозни од нивната работа, повеќето се незадоволни од нивната работа. Меѓутоа, ние ќе видиме тешко е да работите 12 часа, 10 до 12 часа на едно, би рекол и прееска, јудејско сонце. Тешко е да исчукате, тоа е физичка работа, и да дојдете исполнети, и да дојдете радосни, и да дојдете со добри вести. Добрите вести, ваква една слика
имаат луѓето кои што чекорат со Христос. Ваква една радост постојана, без разлика на околностите, без разлика каква работа работите. Луѓето кои што се со Христос, луѓето кои што се под крилјата, би рекол, на Христос, оние кои што се нарекуваме дека сме христијани, доваѓаат секој пат со добри новини. Доваѓаат секој пат со добри вести. Доваѓаат секој пат задоволни и исполнети. Од кои причини? Кои се причините за таква една радост? Кои се причините за една таква исполнетост? Сакам да се замислите за да ме разберете. Пак ќе кажам, не е едноставно, ние секој ќе слушаме како приказка била 10 сати. Не е така. Ние имаме многу би рекол, лесни работи денеска, меѓутоа не доваѓаме задоволно. Рут и во моментот, ве враќам сега, кога и кажа таа многу позната и многу силна фраза на Ноемин, дека се ќе остави, ќе ги остави Моавските полиња, без разлика на се, дека ќе продолжи со нејзи и ќе се врати кај нејзиниот Бог и нејзиниот Бог ќе стане нејзин Бог. И дека се до смртта ќе остане. Тоа ние денес го нарекуваме наново раѓање. Тоа ние денеска го нарекуваме исповед, покаяние. Рут во тој момент стана Божјо дете. Рут во тој момент многу јасно текстот ни говори дека го прифати Јахве за свој спасител. Може ли да си представите, ја многу пати велам дека наједноставно е нешто да процените какво е нешто што веќе поминало. Тоа е многу лесно, може да направите анализа. Така и од овој текст. Што ќе се случеше ако Рут не прифатеше или ако Ноемин не се вратева назад? Сега овие две глави многу полесно можеме да ги разгледаме. Затоа имаше еден наслов од проповедите Божјата промисла, Божјото провидение. Бог за секое свое чедо, Бог за секое свое дете го има најдоброто. Ја многу пати, не само ја, и пасторот сме го кажувале тука од Амвон. Може би не секој пат ја гледаме јасно интервенцијата на Бог. Може би не секој пат ја гледаме јасно и видливо раката на Бог. Но секој пат Бог го има најдоброто и секој пат Бог своите ги води кон добро. Овдека ова е жив пример. И Ноемин, како што реков, веќе се враќа. Ноемин, кажавме на почетокот, Ноемин не е случајна жена. Ноемин, не заборавајте, кажавме дека растела во јудејско семејство, растела во една таква средина, слушала и живеела вистинскиот Бог, Јахве. И не случајно овдека она вели да биде благо... Енија прашува, кој те прими, кај кого работеше? Него чека одговорот, вели веднаш да биде благословен оној кој што те прими. Многу голема, драстична разлика од Ноемин од прва глава и Ноемин на крајот од втората глава. Рути вели дека човекот кој што ја примил се вика неговото име е Воз. Ноемин во тој разговор и вели уште еднашка да биде благословен, затоа што има една фраза тука, вели не ги заборавил ниту живите, не ги заборавил ниту мртвите. Тука станува повторно збор за законот јудејски. Бидејќи со Боријан разговаравме, знам што чита од Библијата. Кога ќе имате време, може да прочитате во трета книга Мојсеева, 25 глава, говори кој може на кого да помогне во тоа време во Јудеја. Предпоставката не само што има две предпоставки. Или Елимелех си ја продал и куќата и нивите кога заминале за Моавските полиња, или нешто потоа е продадено.
но не секој, според еврејскиот закон, не секој може повторно да ги поврати. И куќата, и нивите, се она што е продадено и отуѓено. Ние ќе видиме понатака во 3 и во 4 глава што се случува, затоа велам овде сосема накусо да не навлегуваме во тие законски рамки. Меѓутоа, Елимелех и што го благословува Ноемин понатака говори, вика, треба да знаеш дека воз е наш близок. Не само што е наш близок, туку е наш роднина. Многу е важно што воз е роднина. Не секој во тоа време и во тој контекст, како што реков, би можел да ви помогне и би можел она што е продадено да го врати, да го поврати назад. Интересното што е, таквиот човек треба да исполнува 3 нешта. Првото нешто, треба да биде роднина. Ако не сте во роднинска врска, нема како да ви помогне и нема како да откупи тоа што е продадено пред X години. Втората карактеристика на таквиот човек, спасител, кој што ве спасува од една многу тешка ситуација, втората карактеристика на таквиот човек е тој треба да има, што се вели, моќ. Треба да има сила. Ние велиме, треба да има пари. Воз е токму таков човек. Воз располага со многу ниви, воз е богат човек, воз има вработено многу луѓе кои што работат и слуги кај него, значи не станува збор за финансиски средства или за можноста дали може. И третата карактеристика за таквиот човек, за таквиот спасител би го нарекол, тоа треба да сака. Ние знаеме, може да имате можности, може да имате средства, може да бидете роднини, меѓутоа да не покажувате никаков интерес. Сето ова Ноемин многу добро го препознава, затоа и говори. Рут исто така, поради нејзината смиреност, поради нејзиното меко срце, многу добро разбира што прави Рут, што прави воз во нивниот живот. Овие карактеристики се карактеристики на Христос. Овие карактеристики, ја исто така многу пати сум кажал и милувам да кажам дека оние, првото нешто, треба да бидеме роднини. Првото нешто треба да бидеме посинети од Христос. Кога ќе бидеме посинети, ние може да му кажеме ава оче и може да го наречеме наш татко. Тоа е првиот услов. А дека може Христос да го направи тоа, може, како втора карактеристика. А дека сака да го направи тоа, очевидно е дека сака. Меѓутоа, одлуката секој пат ја носиме самите ние. Ноемин е запрепастена од случувањата и од брзината на случувањата. Ноемин го гледа благословот, го гледа блаженството. И текстот продолжува, Рути вели, не само тоа што е роднина. Меѓутоа, тој ми рече да останам додека трајат жетвата, не само на пченицата, туку и на јачменот. И Ноемин повторно ја одговара, благословен да биде тој човек, бидејќи нема да те оскрбуваат, нема да се срамиш, нема повторно да одиш по други ниви, нема да одиш по други стопани, нема да... Не е едноставно секој дневно овде завршила жетвата, утре ќе одиме повторно да бараме, па дали ќе има работа, пак тој ќе биде некој нов
стопани, па со нови судрувања, со нови карактери, со нови услови. Повторно, текстот е преубав. Кај Христос е така. Оние кои што го вкусиле Христос, оние кои што почнале и добиле работа на нивата Христова, Христос никого не оставил, ниту гладен. Не е толку овдека битно јадењето. Битно е, но не првенствено. Нема човек кој што почнал да работи на Христовата нива, а да останал гладен. Нема таков. Јас не познавам таков човек. Него има нешто многу по-важно овдека вели текстот. Ќе бидеш во заедништво со неговите, текстот вели, со неговите девојки, со неговите вработени. Ако не беше Христос, никој пат јас немаше вас да ве запознаа. Никој пат немаше да бидеме една ваква целина на Христовата нива. И овдека текстот ни говори и ни гарантира дека не е ова моментална состојба, него ова е состојба се додека сме на нивата Христова, нас храната ни е обезбедена. Многу поважно, реков, од храната е тоа што сме во заедништво едни со други. Многу поважно е што кога сме на нивата Христова, ние добиваме и мир. Пееше сега групата за славење. Јас мирот го наоѓам во заедништвото Христово. Сигурноста ја имаме овдека кога сме сите заедно собрани повторно во Христос. Надежта што овдека и се нуди, што Ноемин ја препознава и вели на Рут да е благословен Господ до крај на нашите животи. Не само овдека, за нас е важно, ајде овдека ќе речем. Нема да не остави да одиме по други ниви. Нема да не остави да бидеме слуги на некои други. Грижата е комплетна. Ние многу пати велиме дека се интересираме од финансиски или се интересираме од материјална страна. Бидејќи по овој современ свет сите нешта ги мери преку материјални нешта. Јас многу размислував каков наслов да дадам на вечерашната проповед, па ја насловив како безценети. Нема цена на привилегиите кои што ги добива Рут и Ноемин. И последните два стиха за мене се многу важни. Или сакам така да одделам од тоа што го говориме, што е тоа толку важно и толку битно. 22 и 23 стих повторно збори за добро. Ноемин и вика дека сето ова е многу добро. Што е тоа што е толку добро? Што ние може да очекуваме од Христовата нива? Што ние може да очекуваме едни од други? Но ќе се вратам на Рут. Рут е не само што е несебична. Значи, несебична ми е некако утантно да го говорам, бидејќи ако сме на Христовата нива, себичноста како да не постои. И интересното е што оваа глава, овие последни два стиха завршуваат со тоа што доброто што го говори Ноемин е затоа што треба да имаме во предвид дека Рут била млада девојка. Воз не бил единствениот човек кој што нудел работа. Поентата ми е дека имало и други мажи, имало и други богати луѓе кои што ја запазиле Рут, кои што ја виделе Рут. Ова ме подсетува само малку да кажам два збора од младинскиот час во петокот. Поминавме многу убаво време. Јас многу се радувам на младинските часови, уште повеќе се радувам на нашите млади и на нивното размислување.
Таму говоревме нешто слично. Интересното е што изборот го прават, Рут го направи изборот. Нас и денес ни се нудат најразлични нешта. Изборот си го прави секој сам. Но Емин вели дека е доброто е затоа што Рут избра да работи на нивата на Воз. Ние сме направиле како луѓе добар избор. Избор кој што нема како да се израчуна со современиве денешни мерки. Нема во што, во злато, во долари, во барели нафта, во што. Нема цена. За мене нема цена привилегиите кои што ние ги уживаме. Бидејќи сме одбрале да бидеме на нивата на Христос. Бидејќи сме одбрале. Има 3 основни карактеристики и со тоа ќе завршам. Кажав само една вечерта, повторно ќе ги спомнам младите за постојанството. Било кој успех, ако сакате да го земете, дали они како студенти, дали ние како вработени, за било што, постојанството е многу важен сегмент. Само луѓе кои што се постојани успеваат во определени работи. Ова го говорам бидејќи Рут донесе одлука да работи на нивата кај Воз. Рут донесе несебична одлука да се грижи несебично за својата свекрва. Сите ние имаме, тоа па е од машките часови, сите ние имаме дар. Тоа сме го расчистиле кој што ни е даден од Бог. Сите имаме талент во определена работа. Дали сите ние тој наш дар, тој наш талент, дали го споделуваме едни со други несебично? Дали ние како Рут во однос на Ноемин сакаме да си служиме едни на други? Или се уште се бориме со нашите гордости и суети? Благословот овдека е и цената која што не може да се изрази во било што материјално е токму во тоа. Тоа е доброто нешто. И завршувам, како што реков, со 3 карактеристики кои Рут ја отсликуваат, даваат слика на еден вистински христијанин, даваат слика на еден вистински Христов следбеник, едно вистинско Божјо дете. Првото нешто е тоа што Рут е навистина трудолюбива. Првото нешто, во ниеден момент во овие 2 глави не можеме да видиме нешто спротивно. Трудолюбивоста на Рут нема како да се опише. Текстот сам за себе говори колку е Рут трудолюбива. Вториот сегмент тоа е посветеноста. Она е крајно посветена за било што работи. И третиот сегмент е верноста. Овие 3 сегменти, овие 3 карактеристики се Христови карактеристики. Ако сакате и едни меѓу други да се препознаеме, Христовите следбеници, оние кои што чекорат со Христос, тоа се луѓе кои што се трудолюбиви како Христос, тоа се луѓе кои што се навистина посветени како Христос и се верни луѓе. Нема да ве изневерат никој пат во животот. Бог да ве благослови.